Денешната проповед е насловена Зошто постои гревот. Зошто постои гревот? Ова е комплексно прашање, комплексна тема која вреди да се разработи, вреди да се разгледа. И предавањето ќе се состои од три причини зошто постои гревот. Ќе започнеме со вовет и ќе завршиме со заклучок и примена. Трите причини кои ќе ги дадеме или кои ќе ги разгледаме ова утро ќе бидат следните. Првата причина ќе биде да се откријат сите Божји атрибути или особини. Втората е да се покаже ужасот да се навреди Бог. И третата причина е да се покаже неговата контрола над сите работи, вклучувајќи го и гревот. Да почнеме со вовет. Се создадено, видливо и невидливо, е еден вид на мрежа или систем, или еден меѓусебен поврзан синџир. Можеме да кажеме е целата креација е испреплетена повеќе слои на комплексна таписерија. И кога еден дел е зафатен од овој синџир или од овој систем, тој ефект се пренесува насекаде во таа мрежа. Целата мрежа го чувствува тој ефект. На почетокот гревот се нашол во Луцифер и бил пренесен на другите ангели и тие станале демони. Сатаната го намамила и го пренела гревот на човекот. Од човекот гревот се пренел на други луѓе на земјата и преку човекот целиот универзум. Гревот оттрул, потемнил, изволкал и внел ужас и хаос во оваа мрежа или во овој систем. Поради гревот на човекот, целиот универзум бил проколнат и бил подложен и се уште е подложен на мизерија, на стенкање. Гревот бил иницијатор и на смртта. Смртта влегува во светот поради гревот. И земјата стенка, бидејќи го храни и го одржува грешниот човек и сместува дел од демонскиот свет. Гревот го направи Луцифер, сатаната, чистите ангели подни демони и гревот го деградираше човекот од владател на вселената да стане роб на сатаната. И прашањето е што сакаме да се прашаме во овој вовет е дали се ова можело да биде спречено. Дали потеклото на гревот и неговите страшни последици можеле да бидат спречени? Штом Луцифер сгрешил, дали можел тој да биде отстранет и да не му биде дозволено да влијае на другите ангели? Ниту па да се приближи до човекот. Луцифер исто така бил можел да биде создаден на таков начин што му е невозможно да направи грев. Знаејќи дека ќе сгреши и дека ќе направи таква штета во оваа креација и во овој создадение, Бог можел да не го создаде, нели? Човекот исто така бил создаден и можел да биде создаден во состојба да не му биде можно да сгреши. Или па да му се возможело да стане посилен во светоста и да не направи грев. Сатаната да не може да ја намами Ева. Бог можел да создаде исто така ништо и можноста за гревот нема да постои. Тој можел исто така да формира поинаков свет, каде што гревот не би можел да настане, да процвета и да опустоши. Очигледно е дека гревот бил предодреден, планиран и сакан да постои. Гревот не е случајност, судбина или изненадување за Бог. Бог не е автор на гревот, бидејќи тој е светлина и во него нема никаква темнина, но сепак бил планиран, предодреден и сакан за добри цели, кога се гледа во севкупноста на сите нешта што се протегаат од минатата вечност па се до идната вечност.
Бог го мрази гревот бесконечно и има таква невидена антипатичност кон гревот, што не може да се замисли кога го гледа индивидуално и независно. Но кога го гледа сумарно во оркестрацијата на сите нешта, смета дека е соодветно да постои и соодветно да придонесе за Божјата слава и неговите намери. Бог го предодредил гревот со причина и ова утро ќе разгледаме 3 причини зошто гревот постои. И овие причини се директно во корелација со Бог. Да почнеме со првата причина. Првата причина зошто гревот постои е да се откријат сите Божји атрибути и особини. Без грев, Божите страшни особини на правда, светост и суд не може да се откријат, ниту па да се манифестираат. Ако не постои грев извршен против Божјата светост, ако нема правда погрешена, нема и за што да се суди. Божите карактеристики или неговите особини ќе бидат ограничени во нивното изразување и манифестација. Без грев не може да има стандард за праведност. И што би било светоста на Бог без грев? Исто така без грев што би значеле Божјото простување, благодат и љубов? Сите овие атрибути не можат да се манифестираат. Во Излез 34 глава, стихови од 5 до 7, во разговор со Мојсија, ова е запишано. Господ влезе во облак, а Мојсија застана пред него и го извика името Јахве Господ. Господ помина пред Мојсија и се јави: Јахве Господ, Бог дарежлив и милослив, долготрпелив на гнев, многу милослив и вистински. Искажува милост на илјадници, проштава опакост, грев и престап, но не остава неказнет виновник. Во овие стихови Бог се открива себе си како милослив, долготрпелив, верен, тој што опростува и тој што казнува. И што би значеле овие атрибути ако нема за што да се опрости? Ако нема за што Бог да биде милослив и за што да се лути? Што би значила непоколеблива верност, праведна казна или точна пресуда? Без грев, сите овие карактеристики би биле несмислени. Гревот овозможува Божите особини и карактеристики целосно да се манифестираат. Да разгледаме два атрибута по-конкретно, да видиме трпеливоста и добрината на Бог како примери. Во Римјаните 15 глава, 5 стих, Бог е наречен Бог на трпението. Без гревот, овој атрибут, ова совршенство, не би можело да блесне и да се манифестира во целиот свој сјај. Бог покажал трпение кон сатаната и неговите демони. Тие биле во самото присуство на Бог, го гледале неговото лице, а сепак сгрешиле. Сепак барале она што не било правилно, ниту па можело да се постигне. Тие навистина станаа вистински грешници и заслужуваа страшна казна. Бог можеше лесно да ги елиминира од постоење, да ги уништи, но сепак беше трпелив и е трпелив до ден денес со нив. Бог беше трпелив со Адам и Ева и ја продолжи нивната физичка смрт. Тие не умреа кога сгрешија, туку тоа се продолжи. Умреа духовно, но физичката смрт им се продолжи. Наместо да бидат протерани од физичкиот живот, Бог ги протера од градината. Бог беше трпелив со убиецот Каин и неговото непокаяние. Беше трпелив со античкиот свет, иако нивните мисли и намери на нивните срца беа зли постојано. Бог беше трпелив со Содом и Гомора и нивната
подлост и неморал. Ги занемари недостатоците на Аврам, Исак и Јаков и прекрасно покажа голема долготрпеливост со фараонот и египјаните во времето на Мојсија. Многу пати фараонот беше повикан да попусти и да ги пушти луѓето. Едно чудо по друго чудо се испраќаше. Една пресуда по друга пресуда. Бог чекаше многу години суд да падне врз жителите на ветената земја, врз тие гнасни пагани. Тој претрпе и беше трпелив со грешен и бунтовен Израел од самите нивни почетоци. Тие постојано го навредуваа во пустината. Чекаше 40 години таа мрморечка и злобна генерација да биде уништена. Можеше да ги уништи инстант, но чекаше. Беше трпелив. Многу пати тие го предизвикаа на грев и го испробуваа. Многу пати ги прекршуваа неговите заповеди, забораваа на нивните заповеди, постапуваа предавнички и извршуваа духовна прељуба. И покрај неговите чуда, благослови, пророци, закони, Израел не беше подобар од паганските народи. Тие го отфрлија царот на царевите и за крал сакаа цар да им биде обичен човек, обичен смртник, обичен грешник. Тој долго страдаше со таа долга низа на расипани цареви на Израел и Јуда. Тие ги каменуваа неговите пророци и ги отфрлија тие што им беа испратени. А што пак да кажеме за Христовите ученици и нивната тупост и игнорантност? Како таткото трпеливо ги трпеше? Што пак да кажеме за Христовите мачители? Израел го отфрли неговиот син и сакаше Цезар за цар. Како таткото ги поднесе тие што го камшикуваа и го раснуваа неговиот син? О, како молчеше и го криеше лицето. Како се воздржуваше и ја сокри тагата. Како ја продолжи нивната пресуда. Тој можеше бесно и лесно да избувне, да се нафрли и да ги раскине на милион парчиња, но сепак беше трпелив со мачениците на неговиот син. А што пак да кажеме за црквата денес и за нејзините грешки и недостатоци? Христос умре и ја пролеа својата крв да ја направи чиста и без дамки. О, како Бог се носи со дамките на светиите. А што пак да кажеме за овој зловен и паднат свет во кој живееме, каде што честа, името и величественоста на Бог се секојдневно навредуваат, омаловажуваат, злоупотребуваат и презираат. А сепак Бог е трпелив со сите нив. Секојдневно Божјото име се проколнува, секојдневно Божјото име се користи на празно, секојдневно Божјото име се хули, се презира и се злоупотребуваат неговите благослови и дарови, а сепак тој е трпелив. Стивен Шарнок напишал, отворен цитат: гревот има силен плач, но изгледа Бог ги запира ушите и не го слуша гласот што се крева и вината што се појавува. Тој го држи мечот долго време во својата обвивка. Еден го нарекува Божјото трпение обвивка на неговиот меч. Со зборовите во Езикијал 21 глава 3 стих: ќе го извадам својот меч од мојата обвивка. Затворен цитат. Ова чекање, ова трпеливост, ова криење на лицето, ова истраеност и тишина е манифестација на трпение кое е бесконечно и нема граници. Ова трпение е од бесконечен капацитет и размери. Ова е Божјото трпение. Божјото трпение ги води грешниците кон покаяние и ги води сите луѓе кон најдоброто, кон најголемото,
кон највисокиот благослов, а тоа е Евангелието. И ова огромно, неверојатно трпение, кое нема граници, не може да се манифестира и да се види без гревот. Да видиме за Божјата добрина, вториот наш пример. За Божјата добрина. Овој атрибут исто така не може да се види, ниту да се манифестира доколку гревот не постои. Не само што Бог е трпелив со грешниците, туку тој и не само што тој го одложува судот и казната кој им следи, туку тој исто така им прави добро покрај нивниот бунт и покрај нивните гревови. Бог го создаде и го одржува човекот и наместо да го столчи и скрши за неговите гревови, тој го благословува. Тој им прави добро на луѓето. Му прави добро на човекот секој ден. Испраќа дождови од небото, плодни сезони, ги задоволува срцата на луѓето со храна и радост, според Дела 14 глава 17 стих. Исус рече, Бог го изгрева своето сонце над злобните и грешните. Испраќа дожд над праведните и неправедните. Иако човекот греши, Бог го осипува со благослови. Артур Пинк напишал вака, отворен цитат: и покрај сите зла, што ја следат нашата падната природа, рамнотежата на доброто во голема мера преовладува. Во релативно ретки исклучоци, мажите и жените добиваат многу поголем број денови на здравје, отколку на болест и болка. Има многу повеќе човечка среќа, отколку човечка мизерија во светот. Дури и нашите таги, и во нашите таги има значителни ублажувања. И Бог му даде на човечкиот ум попусливост, што се прилагодува на околностите и го користи најдоброто од нив. Затворен цитат. Ова враќање на благослов за клетви, на добро за зло, е суштината на вистинската добрина. Вистинската добрина им дава добрина на оние кои не заслужуваат, на оние кои се зли, на оние кои се лоши. И совршената добрина не е засегната со одговорот на приемникот. Таа постојано излива и дава. И најголемото добро што Бог го има направено за човекот е испраќањето на својот син. Своето најголемо добро, своето најдрагоцено, своето најмило. Синот му го даде на светот неговиот збор и неговиот живот. Најголемата демонстрација на добрина беше страдањето и смртта на Господ Исус. Додека тој го работеше нивното спасение, тие го мачеа и го убиваа. Тие го презираа и плукаа по него. И побараа убиец да биде ослободен наместо тој, но тој се молеше за нив и бараше да им се прости. И ваквата демонстрација на бесконечна и безкрајна добрина не може да се забележи и да се манифестира доколку гревот не постои. Да видиме исто каков ефект има гревот меѓу тројството. Очигледно дека меѓу членовите од Светото Тројство нема грев, туку има бесконечна љубов, послушност, мудрост и разбирање. Бесконечни личности си даваат и си разменуваат бесконечна љубов. Постојано. Нема неправда, нема гнев, нема лутина, нема суд, нема казна, нема грев. Таткото го сака синот и се му дава во неговите раце. И се подложи под него. И за да изрази љубов, Отецот во минатата вечност му дава на синот паднати луѓе. За да преку овие луѓе, синот добие чест, пофалба, издигнување и слава во времето и во вечноста. Таткото му дава на синот овластување, тој да воскреснува мртви
да извршува суд, да носи слобода, да биде светлината на светот, да биде живата вода, лебот на животот, вратата на овците и воскресението и вечниот живот. И сите овие работи би биле безсмислени без грев. Нема да има паднати луѓе кои ќе му се дадат на синот. Синот нема да може да ги воскресне, бидејќи нема да бидат мртви, бидејќи смртта е резултат на гревот. Нема да има никакво судење, зашто нема за што да се суди. Нема да има никакво поробување, темнина, празнина, безсмисленост, духовна жет и глад. И синот нема да ја достигне честа што него му припаѓа. И можеме да кажеме дека таткото не може да покаже екстерно и надворешно својата љубов кон синот без гревот. Гревот овозможува оваа љубов да се види, да се манифестира и да се вкуси. Истото може да го кажеме и за синот. Синот го сака таткото и секогаш прави тоа што му е угодно во неговите очи. И без гревот, синот не може да ја изрази љубовта кон отецот екстерно и надворешно. Синот умира, се дава себе си, се дотолчува, претрпува неверојатна болка и неискажливи маки, да покаже колку го сака отецот. И без гревот, сите овие работи не би можеле да се случат. Гревот прави пат за оваа бескрајна и вечна љубов од таткото кон синот и синот кон отецот да се искаже и манифестира екстерно. Гревот овозможува сите овие страшни и неподносливи својства на Бог да се манифестираат. Неговата светост, неговата праведност, неговиот суд, неговата казна, неговиот гнев за гревот. И сумацијата на сите Божји карактеристики, на сите Божји особини, на сите негови совршенства е Божјата слава. И оваа Божја слава е тесно поврзана со човекот. Ние често збориме дека живееме за Божјата слава, работиме за Божјата слава, умираме за Божјата слава. И човекот, како суштество кое е создадено во Божјиот лик и Божјото подобие, има посебни карактеристики и посебни капацитети. Тие посебни карактеристики и посебни капацитети го овозможуваат на човекот тој да види таа Божја слава. И колку поголема е демонстрацијата на Божјата слава, и колку повеќе човекот ја гледа оваа слава, толку повеќе е целосен, е исполнет, толку повеќе живее и толку повеќе го познава Бог. И гревот овозможува оваа Божја слава да се манифестира во целиот свој сјај и човекот да види и да вкуси живот. Да вкуси значение, да вкуси задоволство и комплетност. И гревот е неопходен да постави црна и темна позадина, сцена на која Божјата светлина и Божјата слава може да бидат прикажани. Таа е првата причина. Првата причина зошто гревот постои е да овозможи Божјата слава да блесне, да се види, да се манифестира во целост. Втората причина е зошто гревот постои е да се покаже ужасот да се навреди Бог. Гревот е навреда против бесконечна величина. Гревот е најстрашниот елемент или ентитет во креацијата. Најмалиот грев, најбрзата вибрација во човековиот ум собира толку голема вина, толку масивна вина, што вечни маки и казни во пеколот не се доволни да ја задоволат. Зошто? Бидејќи Бог е толку масивен,
толку грандиозен, толку огромен, Бог е бескрајно и бесконечно суштество. И да се навреди тој не е мала работа. Реакцијата на Бог против гревот го покажува ужасот или језивот, колку е страшно да се навреди ова битие. Постоењето на гревот овозможува Божјото постапување со него да се прикаже каков е он и какво е неговото битие. Гревот овозможува Божјата страшност и неговата величина да се манифестира. Бог го осуди човекот на смрт, зашто јадеше од едно забрането дрво. Човекот и целото потомство беа проколнати. Животните, птиците, рибите, растенијата, целиот земја и целиот универзум беа проколнети, беа подложени на суета, на стенкање, на смрт, до ден денес, поради еден мал грев. Поради едно јадење од едно забрането дрво. Замислете, јадење од едно мало дрво проколнат е целиот универзум. Луцифер и неговите ангели беа осудени на вечни маки во пеколот заради гордост. Се јави гордост во нивните мисли и тие беа подложни на неповратни вечни маки. Бог го преплави целиот свет, го уништи целиот свет со вода заради гревот. Истори с оган и сулфур во Содом и Гомора и ја порамни со земја. Го уништи Египет со својата мокна рака и чуда. Предизвика земјата да отвори својата уста и да ги проголта Корах и неговите придружници кои се бунтуваа против Мојсија. Го запре сонцето во својот правец со цел непријателите на Господ да бидат целосно уништени и столчени. Искажа неверојатна и страшна казна на гнасните синови на Елија. Донесе робство во Израел и Јуда. И наскоре ќе ја преплави целата земја со оган. Не со вода. Целијата земја ќе гори во оган и Бог ќе ја потресе целата вселена и целата креација заради гревот. И Бог на крај ќе покаже колку е опасно да се игра човекот со него во вечниот пекол, каде што сите грешници ќе бидат измачувани дење и ноќе. Ќе нема пауза, ќе нема одмор, ќе нема ладен чај, само маки, дење и ноќе. Бидејќи се дрзнале да го навредат овој голем Бог. Без гревот, ужасот да се навреди Бог не може да се знае. Земните казни се само лесни и привремени во споредба со тешките и вечни казни што ги следат грешниците после овој свет. И ужасот на гревот ултимативно се открива во пеколот, каде што луѓето никогаш не може да избегаат од пеколот, никогаш не може да се спасат и каде што никогаш нема да престанат да бидат казнети за своите злодела, бидејќи се дрзнале да ги кренат своите очи против овој Бог. И гревот продолжува со своето постоење во пеколот и постојано ќе покажува колку е страшно да се навреди овој Бог. Пеколот е место на постојана манифестација дека со Бог нема играчка. Со ова грандиозно, славно, вечно битие кој нема почеток и крај, кој е изворот на секоја креација и кој живее во совршена света светлина, кој да се дрзне ќе биде сурово казнет. И Бог бара највозвишена љубов, бидејќи она е највозвишеното битие.
Бог бара највозвишена љубов со сето свое срце, ум, душа и целосност на нашите битија. И тоа на непрекинато и највисоко ниво. И ништо освен тоа е прифатливо. И толку многу се бара, а толку малку се дава. И најчесто во спротивна насока. И наместо човекот да даде љубов и севкупност на себе кон бесконечниот Творец, тој се дава и се троши на празни работи, на конечни работи, на залудни предмети од мало значење и вредност. А го трга и го отфрла Создателот. Ова размена на Бог со празни предмети го покажува злосторството на гревот и покажува каков изопачен ум има човекот и дека го заменува највисокото со најмалото, најголемото со најпразното. И во оваа втора причина, зошто постои гревот, гледаме каква реакција има Бог кон гревот и дека гревот постои да покаже дека нема играчка со Бог. Бог е страшно битие. Третата причина зошто постои гревот е да се покаже неговата контрола над сите работи, вклучувајќи го и гревот. Бог длабоко и жестоко, како што напоменав, и бескрајно го мрази гревот. И има неверојатна одбивност, антипачност и гнаса кон гревот. Има вечно непријателство кон гревот. Сепак му е дозволено да постои и тој го контролира според неговата мудрост и план. Овој гнасен паразит, ова бесконечно немирна, одвратна чума е апсолутно и совршено контролирана од Бог. Гревот е наменет, впрочем, да покаже дека самиот и тој е контролиран од Бог за Божја слава, заедно со сите други работи, заедно со се видливо и невидливо. И очигледното тоа што е најнеконтролирано, тоа е гревот, е апсолутно во Божјата рака и стисок. Се му служи на Бог. Псалм 119:97. Се постои за него. Колосјаните 1 глава 16 стих. Дури и злите за денот на пропаста. Изреки 16 глава 4 стих. Во Псалм 76, 10 глава, тоест 10 стих, пишува вака: Сигурно човечкиот гнев ќе те фали. Остатокот од гневот ти ќе го облечеш како појас. Човечкиот грев, иако бескрајно спротивен на Бог и на неговите својства, на неговата природа, неговата заповед и слава, тој ја користи сепак, го користи гревот да добие чест и величие. Она што е во крајност толку спротивно и различно од него, тој е толку моќен и мудар да го сврти за добро, да го смени патот и да извлече пофалба и слава од гревот. Еден има напишано: најмрачните длабочини тој ги свртува во најсветлите височини, најслабите падови во најсилните кревања, најбедните маки и солзи во најгласните радости, танцувања и пофалби. Бог го стврдна срцето на фараонот, египетскиот крал, за време на екзодусот. Тој го ги стврдна срцата на Сихон и Ог, кога Израел излезе од Египет. Тој ги стврдна срцата на сите цареви на северен Ханан за време на Исус Намин, за да излезат во битка и да бидат уништени. Ги стврдна срцата на синовите на Илија, за да тие бидат уништени поради нивната злоба. И во многу ситуации со Самсон, Саул, Давид, Шимеи, Ахав, кралот на Асирија, тој предаде луѓе да бидат проголтени од овој страшен лав.
тоа е гревот. Бог ги предава луѓето да бидат предадени на насипаноста на нивните срца, според Римјаните 1 глава, 24 стих, на нивните нечести страсти, Римјаните 1 глава, 26 стих, и ги предава на нивниот декадентен ум. 1 глава, 28 стих од Римјаните. Тој испраќа силна заблуда да луѓето веруваат во лага. Предава луѓето на сатаната, и ги затвара очите на луѓето и им ги заслепува срцата. Според Јован 12 глава 40 стих. Во овие случаи гледаме дека Бог има апсолутна контрола на гревот и владее со длабочината на срцата на луѓето. Ајде да видиме еден поконкретен пример. Една случка со Мојсие и со фараонот, позната добро на сите нас. Мојсие го фрли стапот на земја и тој стана змија. И сепак фараонот го закорави своето срце. Целата вода стана крв во Египет, а сепак неговото срце остана тврдо. Бог донесе жаби по целата земја на Египет, во сите куќи, во сите спални соби, во сите чини и печки, и сепак фараонот не попушти. Се стврдна неговото срце. Бог донесе комарци и муви безбројно и во енормни количини по целата земја. И сепак царот си поигруваше и беше непопуслив. Бог испрати тешки болести врз добитокот на египјаните, но сепак тоа не го разнежи неговото срце. И очигледно е дека Бог можеше да го собори фараонот брзо и одеднаш, да го смачка, да го столчи и да го снема од постоење. И да ги уништи сите египјани, инстант, и да го спаси својот народ од робство. Но намерно, малку по малку, чуда по чуда, една чума по друга чума, тој имаше со цел да се открие како Господ над фараонот, како Господ над сите нивни богови и идоли, и тие да бидат понизени и да поверуваат во него. Крајната цел на Бог не беше да се спасат израелците. Крајната цел на Бог беше да се издигне неговото име. И ова го гледаме од 2 Мојсеева глава, 2 Мојсеева книга, 9 глава од 14 до 16 стих. Вака пишува. Тогаш Господ му рече на Мојсие: рано наутро излези пред фараонот и рече му: Господ, Бог на евреите, заповеда вака: пушти го мојот народ да замине и да ми искаже почитување. Ако не го пуштиш, сите овие зла ќе ги нафрлам врз тебе и врз твојот народ, за да сознаеш дека нема никој како мене на целата земја. Да ја спуштев својата рака и да те удрев со помор, тебе и твојот народ ќе те снемаше од земјата. Но те поштедив, ево клучниот стих, те поштедив, за да покажам мојата сила во тебе и моето име да се објави низ целата земја. Самото постоење на фараонот, на египјаните, и самиот негов греф овозможи да се видат демонстрациите на Божјата моќ, неговото име и неговата сила. И тоа име да се слави и до ден денес, заради тоа што Бог го направи тогаш. Бог управуваше со гревот на фараонот како што сакаше. Постоењето и прогресијата на неговиот грев беа планирани и контролирани со цел да се зголеми славата Божја. И контролата на гревот е повеќе од очигледна. И никој не може тоа толку вешто да го направи, тоа што е бескрајно зло, како гревот, и да го претвори толку чудесно, да му служи и да стане бескрајно добро. Тоа е славењето на неговото име. Тоа што фараонот и египјаните го направија беше бескрајно зло. Тие се свртија против ова битие кој воопшто не ни го познаваа.
И Бог го зема тоа бескрајно зло и го сврти и направи бескрајно добро. Тоа е славењето на неговото име. Бог располага, управува, го контролира бунтот и гревот на човекот. И ако најмокниот владател тогаш, тоест бил фараонот, можел да биде контролиран како алатка, како лесен инструмент, како некој сад во рацете на Бог, со таква леснотија, што останува со другите луѓе? Бог е во целосна контрола на сите гревови на луѓето. Сите сегашни, минати и идни. Гревот е роб на Бог, што му се покорува и тој го контролира овој опасен паразит. И ако Бог ги контролира помалите гревови, дали е во состојба да контролира големи гревови? Дали е во состојба да го контролира најголемиот грев што некогаш бил направен? Дали најголемото неверство е надвор од неговиот дофат? И најголемиот грев што некогаш бил извршен е убиството на Божиот син. Најсветата, најправедната, најчистата личност страдаше со страшна неправда од грешниците. Кога гревот направен кон оваа света и праведна личност е извршена, тоа генерира бескрајно зло. И во никој случај, овој грев, кој е најголемиот грев во човештвото извршен, тоа е убиството на Синот Божји, не е надвор од дофатот и контролата на Бог. Впрочем, според Откровение 13 глава 8 стих, убиството на Христос било планирано и решено пред создавањето на светот, пред се да се случи. Смртта на јагнето е планирана, одредена и посакувана. Тоа го гледаме од Исаја 53 глава, 10 стих, дека волјата на Бог е да умре синот. И исто го гледаме во Дела 2 глава, 23 и 4 глава, 27 стих, каде што Бог ги користи човечките злобни дејства да го исполни својот план. Бог го испланирал, го одобрил и го оркестрирал најголемиот грев што некогаш бил направен. И можеме да заклучиме дека Бог е во змечувачка доминација и контрола на гревот. Овој Творец, овој Создател со неискажлива и неопислива моќ, ништо не може да му застане на патот, ниту гревот. Гревот е омразен роб, послуга на Бог, и тој го движи како што сака. Значи, видовме три причини зошто гревот постои. Трите причини беа: првата да се открие Бог во сета негова слава, со сите негови атрибути, за да човекот го види и оживее. Втората причина е да се покаже колку е ужасно да се навреди Бог, дека со ова битие нема играчка. И третата причина е да се покаже неговата контрола над сите работи, вклучувајќи го гревот. Сега да преминеме на примена. Што може да извадиме од овие работи? Што може да бидат апликативни за нас? Првата работа што може да извадиме е изопаченост. Изопаченост на размислување. И ова го гледаме во Римјаните 3 глава, од 5 до 8 стих. Оваа изопаченост на размислување која Павле ја пишува. И вика вака: ако нашата неправда ја покажува Божјата правда, што ќе речеме? Дали Бог е неправеден кога се гневи? Човечки зборувам. Далеку од тоа, како Бог би можел тогаш да го суди светот? Зашто ако преку мојата лага се покаже уште повизвишена Божјата вистина за неговата слава, зошто ми се суди уште како на грешник? Зошто да правиме зло
за да дојде добро, како што некои не клеветат и велат за нас, дека ние зборуваме така. Оседувањето на таквите е праведно. Значи, изопачениот ум овде ни вика, ако гревот ја покажува Божјата слава, па ние да си правиме гревови, за да ја издигнеме повеќе Божјата слава. Ќе си лажеме, да се издигне Божјата вистина, ќе бидеме неверни, да се издигне Божјата верност. Значи, ова е изопачен ум. Изопачен ум, кој апостол Павле го детектира и вика, не си играј со ова. Не си играј со гревот. Вика, осудувањето на таквите е праведно. И заклучокот или примената од овие работи, од оваа точка е да не си играме со гревот. На Бог не му треба нашиот грев, за да покаже неговата слава. Ние не смееме да си играме со гревот. Гревот не смееме да го галиме како некое сладко маче. Бидејќи ако го галиш ова сладко маче, тој ќе стане голем, суров и крволочен лав, кој ќе скокне брзо и ќе те изеде жив. Имаме заповед да го убиваме гревот. Гревот мора да биде убиен, умртвен по нашите животи, бидејќи ако не го убиеш гревот, тој ќе те убие тебе. И тоа безмилосно и ќе те фрли во пеколот. Примената од ова е да бегаме од овој изопачен ум. Бог не му треба нашиот грев да издигне неговата слава. Бог ни заповеда да живееме праведно, свето и чисто и да го убиваме гревот секојдневно во нашиот живот. Втората работа или втората примена е горделивост. Горделивост. Од овие работи може да извлечеме дека човекот не е центарот на светот. Дека не се вртат работите околу човекот. И апликативно може да извлечеме дека не се вртат работите околу мене и тебе. Туку околу Христос се вртат работите. Тој е центарот на се. Сите работи се насочени и го гледаат него. Дури гревот. Тој го врти гревот како што сака и го контролира. И тоа што ќе те натера дека мислиш дека ти си центарот на светот и дека е окей ти да правиш гревови е горделивоста. Горделивоста е првобитниот грев. Горделивоста е гревот на гревовите. Томас Брукс во неискажливото богатство на Христос пишал вака. Гордоста е грев, од што сите гревови ја прави личноста најслична на ѓаволот. Гордоста е болест на ѓаволот. Гордоста е толку гнасна болест, што Бог повеќе би сакал своите најмили деца да бидат измачувани од сатаната, отколку во гордост да бидат како сатаната. Понизноста што го прави човекот сличен на ангелите, а гордоста го прави ангелот ѓавол. Гордоста е полоша од ѓаволот, бидејќи ѓаволот не може да ве повреди додека гордоста не ве опседне. Сакате да видите ѓавол прикажан во живот? Погледнете ја гордата душа. Бидејќи како што во огледало се гледа лицето, така во гордата душа се гледа сатаната. Гордите души се сатанските мајмуни што го имитираат ѓаволот во животот. Тие да бидат разумни зоа, пред да биде предоцна и пред да им се затвори вратата на темнината. Затворен цитат. Третата работа или третата и последна примена што може да се извлече од ова предавање е кроткост.
кроткост. Каков и грев да дојде во твојот живот? Од било каде. Каква навреда, каков напад, какво понижување, знај дека доаѓа од Бог и дека тој го праќа со причина. И одговорот што ние треба да го дадеме кога другите не напаѓаат, кога не атакуваат, кога сме момаки, кога околностите се свртени против нас, е благослов и љубов, бидејќи знаеме дека тоа што доаѓа, секој грев што доаѓа во твојот живот, не е случајност и не е судбина, туку е пратеник на Бог. И нашата цел и размислување треба да биде на понизност, на кроткост и да видиме што може да научиме од гревовите што доаѓаат во нашиот живот. Томас Вотсон во Блаженствата напишал вака: кроткоста е благослов и благодат што ни е овозможена од Светиот Дух да ги ублажиме сите наши лути страсти. Кроткоста има божествена убавина и сладост во себе и се состои од три работи: да поднесуваме навреди, да простуваме повреди и да враќаме добро за зло. Кроткоста е спротивна на гнев, злоба, омраза, одмазда и злобно говорење. И кроткоста вклучува понизност и покорство на околностите во твојот живот, каде што ти немаш контрола и се надвор од твое уредување. Покорност и кроткост без жалење и мрморење. И за христијанинот сите работи работат за добра и човекот ги греват. И ова тема е комплексна и инволвирана, но во преку ова прашање зошто постои гревот, гледаме дека Бог го предодредил гревот со причина и таа е причината да се издигне неговата слава и да се манифестира неговите